Јас со некои луѓе споделив ете мои првични впечатоци 9 месеци од последниот ваков настан на Елеус и повеќе од 1 година од постоењето, и луѓето во Елеуса што се заговорници за постоењето на оваа организација, на оваа дејност во нашата епархија, беа прилично исплашени кога почна. И од денешна перспектива, јас со сиот мој оптимизам и мотивација, како што рече Катерина, која што ја давав, можам да речам дека сум запрепастен во позитивна конотација од сето тоа што го сработија за оваа неполна година. И за тоа, еве во нивно име ви благодарам на сите вас. Исклучително е тешко во општеството и во светот во кој што живееме да стекнете доверба. Особено ако работите и водите организација која што го носи тој предзнак, фондација. Но еве за Джоко од Беровско се собра за неполни 24 часа повеќе од половина од потребните средства. А тоа беше прилично голема сума. Тоа, драги мои браќи и сестри од Елеуса, покажува дека луѓето ви веруваат. Човекот денес нема време и честопати луѓето ми кажуваат дали да помагаме, дали да не помагаме, дали да даваме пари на луѓето на семафорите, дали на тој начин не стимулираме неработење, мрзливост и така натаму. Вие вложувате доверба и во сета динамика на современото живење ги растеретувате од таа грижа луѓето, кои што не знаат кому да дадат пари, кому исправно да се помогне, а кому не, затоа ви ги даваат вам. Затоа работете совесно и со страв Божи, да не ја разочараме таа доверба, а сите вие кои што помагате, продолжете, заради тоа што вистинската радост, вие веќе тоа го знаете, вистинската радост доаѓа од давањето. Значи, она што го имавме замислено, добар дел од плановите ги остваривме. Ни самите кога започнавме не очекувавме дека со оваа темпо ќе се развива фондацијата и дека ќе наидаме на толку добар прием кај сограѓаните наши, не само во нашата општина, значи и во другите општини и широко во државата. Елеуса може да се пофали со над 750 пакети испратени до 750 семејства. Елеуса може сега да се пофали со над 2500 оброци дадени на гладните во Струмица. Елеуса може да се пофали со 2 домови во кои што се помогна за да се реновираат. Елеуса може да се пофали дека помогна на многу луѓе каде што беше потребно, дали со дрва, дали со парични средства, со било каква помош. Затоа сме многу среќни и затоа еве во очи пред да наполниме 1 година од нашето постоење, повторно ги викнавме нашите пријатели, нашите донатори, но и оние луѓе кои што се уште не се вклучени во нашата работа, повторно да видат што ние работиме, за да станат наши партнери, односно да станат и тие дел од семејството Елеус. Кога почна со работа Фондација Елеуса, се уште не беше актуелна оваа економска криза која што последниве месеци го погоди па дури и целиот свет, енергетска криза, економска криза. Се чувствували тоа, удирали, се зголемували бројот на оние луѓе на кои што секојдневно им е потребна помош да го поминат месецот, па дури да се прехранат. За жал да. Значи, ние се радуваме на нашата работа, меѓутоа, сепак жално е кога ќе видиме дека има нови барања за помош. Сакаме да помогнеме и се трудиме да помогнеме секаде, меѓутоа, жално е што се повеќе семејства, се повеќе луѓе доаѓаат на работна екзистенција. Се надеваме дека ова ќе се поправи, дека еве во овие месеци на криза ние ќе ги помагаме и се надеваме дека откако ќе помине оваа криза, дека ќе може да застанат на своји нозе. Целта не е само ние да делиме пакети, затоа што како и да е, тоа е само помош. Не можеме ние да ги нахраниме.
да се разбереме, нели не можеме да ги покриеме нивните месечни трошоци. Но се надеваме дека кога ќе помине сето ова, дека барем добар дел од нив повторно ќе може да застанат на сопствени нозе.